Заев нуди коалицирање со ВМРО ДПМН, слабост или мамка? Година дена они зборат, еве само што не сме го направиле мнозинството. Имунизација во Македонија. Доби филмско сценарио со криминално-клиентелистичка фабула. Мислам дека сега притисокот кој што се врши врз различни луѓе кои ќе носат одлуки е дека што и да направат ќе бидат под критика на јавноста. Дали првите социјалдемократи ги поделија сферите на влијание и полтронството кон бизнисмените вплеткани во илегалните бизниси? Аргументи за оваа теза на вистина не гледам. За каква е ефикасност на судството ние може денеска да говориме ако јавниот обвинител запре со постапување во сред истрага во капитален предмет, говорам, затоа што нема финансиски средства за сложено вештачење. Како е гласана пресудата за Сашо Мијалков, кој му дошепна на бебо, дали свесно се премолчаа информациите за неговото бегство? После одлуката на судијата нема простор од политички триумфализам. Добро вечер, гледате ново издание на емисијата Трилинг. Премиерот Заев и СДСМ се пред нови искушенија. Како да се зајакне парламентарното мнозинство, кое очигледно е кревко. Особено да се протуркаат законите кои се од суштинска важност за државата, за санација на економијата поради пандемијата. И изгоре на тоа, вакцини се уште нема. Проблем кој очигледно создава главоболки кај владините структури. Добро дојде за мојот соговорник, Радмила Шекеринска, министерка за одбрана, но и заменик председател на СДСМ. Министерке, речи си секојдневно последниот месец дена слушаме вакцините само што не дошле во Македонија. Ви се случува скандал, кинезите ви ја вратија провизијата, вие велите, ако сакавме ќе сокриеме, но бевме транспарентни. Зошто отворивте офшор компании за да увезувате вакцини, а не одите по транспарентен пат, односно преку МНР? Навистина не знам од каде ви е информацијата дека владата отворила офшор фирма. Мислам се работи навистина за или лага или импровизација од неверојатни размери. И да тргнала владата тоа да го прави, предпоставувам до крај така ќе ја терала работата. Нашата цел беше да обезбедиме вакцини час поскоро. И во моментот кога стана јасно дека ковакс механизмот, кој очигледно потфрли, иако тоа не беше македонски механизам, тој беше светски механизам, подготвен од држави и институции кои што обично се познати и по ефикасност, и по транспарентност, и по принципијалност. Потфрли заради тоа што побарувачката во светот е преголема, а производството е ограничено. Кога стане јасно дека не можеме да се подпреме на тоа што сите сметавме дека е најдобра можна опција, ние рековме дека бараме од сите кои што се производители, од сите земји каде што се произведуваат вакцини, шанса да ја набавиме. И тоа го видовте не само со вакцините од западно производство, со кои што подпишавме веќе договор и ги очекуваме затоа вакцините на Pfizer, туку истото го направивме и со кинеските и со руските вакцини. Сите оние кои што дојдоа и рекоа можеме да ги обезбедиме, сакавме да најдеме шанса порано, што е можно порано да обезбедиме вакцини. Зошто тогаш ви се врати капарот? Значи, затоа ме изненадивте кога спомнавте провизија. Никој во моментов, во претходното прашање, сите зборувавме за плаќање однапред, заради тоа што во моментов ниту една вакцина не можете да ја добиете ако претходно не платите. Причината зашто Америка денеска има многу повеќе вакцини од, например, Европската Унија, е заради тоа што веднаш направија нарачки и платија за вакцините пред тие да бидат и произведени. И затоа, апсолутно голем дел од земјите се во избор дали да влезат и да платат, или ако не платат, нема да добијат вакцини. Така што ние дури после, кога ја имавме дополнителната можност да одиме и директно со кинеската фирма, од која што, колку што се сеќавам, во прв момент немаше никаква повратна информација,
Го склучивме и тој договор и ќе добиеме таква вакцина. Но ова покажува колку е ризично кога брзате, затоа што тогаш ќе бидете обвинети дека сте влегле во ризик. Во светов денеска најбрзо и највеќе се вакцинираат земјите кои многу можеа да ризикуваат. Зошто одевте исклучиво по приватни фирми, во посредство со приватни фирми, а не преку Министерството за надворешни работи и директно со кинеските власти? Јас се извинувам, мислам дека ова прашање кое треба да го поставите или на министерот за надворешни или на министерот за здравство. Меѓутоа, според информациите кои што ги имам, сите канали беа искористени. Ама не можевме да речеме, сега само чекаме. Туку моравме да се трудиме да најдеме опција и подпишаните договори, се договори кои што се вршат директно со производителите или со државните институции кои помагаат во нивното производство. Кој го плати Евасот и на кого му беа вратени парите, знаете? Затоа ви велам, ова не се прашања кои на министер за одбрана треба да ги упатите и навистина сега ми е чудно што мене сте ме поканиле во емисијата да зборувам за вакцини. Добро, сепак сте и заменик председател на СДСМ, дел сте од најтесното раководство и во владиниот состав. Добро, вие сте обично биле новинарите, тие кои што сте не критикувале дека не треба да ја мешаме партијата со државата и ние тоа го почитуваме. Ако ви требаат детали, мислам дека деталите се бараат таму каде што тие детали се познати и се дел од нивната секојдневна работа. Не верувам дека за лесната пешадија ќе му поставите прашање на некој друг мој колега и да очекувате дека ќе добиете одговор. Од геостратешки аспект, прво имавте резерви околу руската вакцина. Руската вакцина ви стигна. Јас само ќе ве подсетам дека од самиот почеток рекавме дека со вакцините нема да тераме политика. Ке се трудиме да набавиме вакцини, ама ке се трудиме и да го почитуваме законот. Вие знаете какви се нашите закони. И знаете дека за да увезете одредени препарати треба да одите низ процедура и на нивно одобрување и на нивно тестирање. И јасно е дека и светот сега ги забрза тие процедури, ама ние не можеме да ги прескокнеме тие процедури. И затоа мислам дека наместо фокусот да ни биде дајте да најдеме најдобро, најбрзо и најсигурно, мислам дека сега притисокот кој што се врши врз различни луѓе кои ќе носат одлуки е дека што и да направат ќе бидат под критика на јавноста. Ние не сме членка на Европската унија, но и Европската унија се соочи со проблеми. Северна Македонија е членка на Алијансата. Добро, ама јас Алијансата никогаш до сега не работела, ниту дефинирала дека нејзина задача ќе биде вакцинација. Европската унија од самиот почеток влезе во процесот, создаде инструменти, најави и ден денеска ги има проблемите затоа што се уште нема количини кои се доволни за нивните земји членки. Ова мислам го користам како пример колку овој проблем е светски и не е наш. И на кој начин ќе можете да очекувате дека Северна Македонија со помалку од 2 милиони жители ќе добие некаква предност во снабдувањето со вакцини во однос на држави 10 пати поголеми од нас? Господи Шекеринска, сега ќе ви прочитам еден цитат, па се надевам дека ќе ми одговорите врз основно цитат. Дали е во ред да се нарачуваат вакцини од приватни компании или преку посредници во ситуацијава каде што е можело да се нарачува преку дипломатските представништва и директен контакт со државите? Создава непријатност и создава и го отвара прашањето дали и при набавките на вакцина се злоупотребени одредени личности, злоупотребена е државата, оштетен е буџетот. Дали препознавате дека можеби во целата оваа игра околу набавката на вакцините треба да се бара и кривична одговорност? Ама зашто? Дали се дадени пари? Ако имало таков интерес, таа сделка ќе се реализирала. Ако интересот бил бизнис, тој ќе се случал. Или сега треба да некои и владата или поединци да бидат виновни за тоа што се труделе да чукнат на различни врати, да побарат и да донесат и да обезбедат вакцини. Ако има било каков сомнеш и било каков доказ, дајте да зборуваме за тие. Ама ако не, немојте една важна операција, од која што ни зависи и економија, и екзистенција, и отвореност на нашите граници, дајте да не ја фрламе во ѓубрето на меѓусебни обвинувања и вака фрлање на дезинформации или лаги со една леснотија. Ако некој сакал да прави бизнис, ќе бил направен. Ние видовме и со бомби, и без бомби,
на кој начин се правеле бизниси. Оставаат траг. Се гледаат пари, се гледа интерес, ќе се спомне, ќе се најдат врските. Ама ако нема такви, тогаш да не го губиме времето на луѓето кои денес треба да се занимаваат со вакцинација, на тоа да демантираат обвинувања. И утре некој кој што ќе учествува во тоа барање на вакцини ќе рече подобро да не барам вакцина, утре секој ќе ме обвини. Видите колку лесно тоа ќе тргне од една теза и после тоа станува болест. Дали владата се обиде преку Синохидро да лобира при набавката на вакцини? Истата компанија која го гради автопатот кон Охрид, за која во прислушуваните разговори можевме да слушнеме диалог меѓу Груевски и Јанакиевски за проценти од 20 до 30%. Јас претпоставувам дека ако сакате да ја знаете вистината, ќе говорите со луѓето кои што се вклучени во тие задачи, кои што ги имаат информациите. Имавте шанса да добиете изјава од премиерот, имавте шанса сите новинари да му поставувате 1001 прашање. Како министер за одбрана на вистина не мислам дека треба ниту да информирам, ниту да шпекулирам на темава, затоа што едноставно не сум била вклучена. Аз сваќам дека денеска сте ме викнале на интервју, не за да правите интервју со мене, туку да правите интервју со некој од владата кој не е вклучен. И при тоа не може да даде можда најсоодветен одговор на темата вакцини. Не знам на што се должи тоа. И министерот за здравство, и премиерот во принцип беа достапни во јавноста во многу прилики. И даваа одговор. Можеме и да не соопштиме на јавноста дека ни е вратен авансот од Кина. Со тоа не мислите дека отварате простор за сомнеш кај граѓаните дека можеби правите и други сделки нетранспарентно, инкогнито, со кој ја оштетувате државата? Јас само кажав дека информацијата за вратените пари не ја откри некој, а ние да сме ја криеле, туку како што бевме искрени и отворени во целиот овој процес. И кога беше лесно, и кога беше тешко. И кога бевме фалени, и кога бевме критикувани. И кога некои земји криеа бројки на заболени и починати, а ние тоа не го правевме, и кога зборувавме за вакцините. Во целиот овој процес, многу работи беа кажани, плусеви и минуси за нас. Никој, ниту во земјава, ниту во странство, не можеше да демантира дека сме биле целосно отворени и транспарентни. Велите дека сте транспарентни, но не може да се пофалите во борбата против корупцијата. Во најновиот извештај сме речиси на дното. Ви се случува серија на сомнителни скандали, коруптивни. Вие спомнавте оценки во поглед на транспарентноста, во поглед на корупцијата. Еве ќе ви кажам еден пример за кој до сега не сте ме прашали, иако и тоа беше соопштено. Во одбраната, Северна Македонија е оценета како втора најдобра држава во Централна и Источна Европа. 5 држави од Европска Унија и 6 стари членки на НАТО се под нас оценети. Затоа што сме инвестирале и во транспарентност, и во интегритет. Ама за жал тоа добрите вести не вираат. И никогаш нема ме прашате за добрата вест. Дури и кога е врзана со ресор кој го предводам. Кога зборуваме за борба против корупција, кои се трите инструменти кои ги спомнуваат сите странски експерти? Велат, мора да бидете транспарентни, мора медиумите да бидат слободни и мора да имате пресуди и да покажете дека правото функционира. Велат, вие сте најтранспарентни. Денеска можете да кликнете на веб страната на Министерството за финансии и да видите сите пари каде заминале. Денеска, вчера, завчера, целиот овој период. Тоа беше мислена именка во претходниот период. Министерка имаше оценка за хибриден режим? Имаше оценка која што покажа дека 3 години поред ние на тема демократија ги подобруваме нашите оценки. Па зошто добивме тогаш оценката за хибриден режим? Па заради тоа што ништо во животот, особено не демократијата, не се прави со еден чекор. За да извадите не од кал, од провалија, и демократија, и држава, не ви треба само политичка одлука. Ви треба макотрпна работа и време, и некогаш и грешки, за да на крај успеете.
Ние стартувавме од држава во која ниту едно правило не беше свето. Денеска има некои свети правила кои се вратија на сила. Меѓу друго, едно е светото правило да бидеме отворени, да одговараме понекогаш и на прашања кои што не се секогаш лесни, ама на кои што вие како новинари, како медиуми, апсолутно имате право и ние сме тука да ги одговараме. Тоа правило се врати назад. Се врати назад и правилото дека државата мора да даде одговор како ги трошела парите. На третата точка, впечатокот на јавноста е дека не сме сториле доволно. А тоа е на темата колку предмети за злоупотреба или за корупција се целосно завршени. Зошто не може да се стави, да им се скратат пипците на поврзаноста помеѓу криминалот, политиката и судството? Јас не мислам дека не можат. И мислам дека тука сите имаме улога. Прво ние како избрани и одговорни луѓе, меѓутоа исто подеднакво и сите оние кои што добиле одговорност да бидат судии, да бидат членови на судски совет, да бидат членови на Врховен суд, да водат сметка за интегритетот во својата фела. Ако почнеме ние да лицитираме од извршната власт за тоа кој судија треба да биде променет, тоа поинаку ќе се крсти. Тоа нема да биде чистење на длабоките корени на хибридниот режим, туку поставување на нови корења. Знаете кој е денеска најнестрплив? И кој највеќе се секираше исто за Сашо Мијалков? Тоа беа луѓето кои кога јас поставив прашање како пратеник за бизнисот и анкетниот лист на Сашо Мијалков, тие луѓе ме гледаа како да сум прежалена, како да сум мртва, ама уште тоа да не го знам. Тие луѓе кои тогаш се плашеа да кажат од неговото име, денеска велат се најнестрпливи. Јас се извинувам. Ама имаше многу луѓе кои многу жртвуваа, за да денеска веќе немаме прислушкување по телефон, за да новинарите не се плашат од политичарите, туку обратно, за да судиите не бидат на телефон со секретарката на премиерот и за да системот почне да се враќа во нормала. Почитувани гледачи, следите интервју со министерката за одбрана Радмила Шекерински, заменик претседател на СДСМ. По кратката пауза за реклами продолжуваме во другиот дел од разговорот околу македонско-бугарските односи, членството во НАТО и останати актуелни теми. Госпожа Шекеринска, во јавноста преовладува мислењето да, власта се смени, дојде до промена на власта, може би е порелаксирано, но дел од оние бизнисмени и бизнис структури кои беа поврзани со претходната власт, одлично сега работат и одработуваат и за актуелната власт. Како мислите одработуваат? Мислам за да го сватам прашање. Штитите дел од македонските бизнисмени за кои се водат одредени судски процеси? Аргументи за оваа теза на вистина не гледам. Во еден момент ќе бидеме критикувани дека, како велите вие, штитиме некого, а во друг момент ќе ни речат, а се одмаздувате на некого. Нашата цел и политиката поради која бевме избрани беше да не го правиме ни едното, ни другото. Ниту да ги штитиме, ниту да ги уништуваме заради тоа што работеле со бившата власт. Ако така тргнете, во 11 години владење ВМРО ДПМН многу луѓе соработувале со државните институции под раководство на ВМРО ДПМН. Но јас не мислам дека тие одработувале за нив. Еден дел од бизнисот се навикне и на таквото лошо работење, затоа што сметаа дека не може да го променат. Денеска тие фирми треба да бидат затворени. Јас не се согласувам, затоа што одговорност е на државата да создаде фер надпревар. Ако мислите дека поддршка на некого е тоа што оваа држава сега враќа ДДВ на време и никого не уценува, што си ги плаќа своите сметки и никого не уценува, што спроведува набавки и никого не уценува, тогаш тоа можда сте тука во право. Ама јас не мислам дека е тоа ниту заштита, ниту уништување. Тоа е каков државата би требало да функционира. Ние покажавме дека ќе бидеме и сме неселективни. Затоа што компаниите, исто како и коморите или синдикатите, треба да бидат партнер. Не може државата да оди напред, а вработените да не бидат заштитени. Не може државата да оди напред,
а бизнисите да не бидат законски заштитени. Сето тоа е дел од едно нормално демократско милје. Предлог и идејата на премиерот Заев понуда ВМРО ДПМН и дел од останатите партии да партиципираат во владиниот кабинет. Дали најавата за широка коалиција е всушност насетување дека виси актуелната владина коалиција предводена од СДСМ и ДУИ. Во јавноста се говори дека дел од пратеници на ДУИ сериозно преговараат со ВМРО ДПМН. Можно ли да се случи ново парламентарно мнозинство наместо широка коалиција? ВМРО ДПМН се многу ефикасни во убедувањето во било кое лажно сценарио кое решиле да го создаваат. И они се способни цела година да испраќаат истата порака и на ист начин да ги наведуваат и граѓаните и нас, можеби и вас медиумите. Година дена они зборат, еве, само што не сме го направиле мнозинството, исто како што цела година зборуваа само што не сме победиле со 100.000 гласови разлика, велеше Мицковски, на изборите 15 јули. И едното и другото го демантираше времето, не ние. Времето го демантираше ВМРО ДПМН дека ниту беа блиску до победа, ниту беа блиску до формирање влада. Може би уште подалечни беа од ова. Се сеќавате, вие сте можда многу млад, имаше едни стрипови Попај, и тој еден што му позајмуваше пари за плескавица, му викаше, ќе ти вратам пари во вторник. ВМРО така се однесува. Ќе го направиме мнозинството во вторник, за 3 дена. И кога дојде мегданот во собрание, нивната лажна теза или лажна надеж, се едно, се распрсна како меурот сапуница. Таму е мегданот за мнозинство. И таму покажавме дека на мегданот губат, како што изгубија предходните пати. Премиерот сам побара гласање и сите овие прашања мислам дека ви ги одговори тој ден. Но факт е дека тешко ви оди во обезбедувањето на мнозинство во парламентот во носење на клучни закони. Факт е дека... Не е факт. Две работи се факт. Ке се согласам со вас, ама малку е поразлична дефиницијата. Факт е дека во услови на корона собранието поради притисок на малцинството не одлучи да им овозможи тоа што им го возможија најголем број парламенти во светот. А тоа е тие кои што се изолирани, се извинувам, важно. Да се префрли вината кај... Не зборувам да се префрли. Можда е наша вина што сме попустливи. Ама ние сметаме дека мнозинството треба да покаже широчина. И не сакавме на дур да го менуваме деловникот, можда сега некој за тоа треба да не критикува. Тука има и аргументи за и аргументи против. Ние во ситуација можда кога требаше да кажеме го менуваме деловникот, па макар и вие да не се согласувате и ќе им овозможиме право на тие кои што се во изолација или се позитивни да имаат шансата да бидат пратеници, ние се повлековме еден чекор поназад. Такви сме како влада. Се трудиме да бидеме широки. Некогаш тоа носи плюс, некогаш тоа ве ограничува. Одбивањето на ВМРО ДПМН е да прифати измена на деловникот, како што направи најголемиот дел од земјите, е шамар кон тие 8.000 на кои што им велат, вие нема да бидете овие денови представени во собранието. И тоа е, една легално дозволена игра, која што му прави проблем на собранието. Во моментов, ако не се лажам, 3 се позитивни или изолирани од пратениците и имате проблем со кворумот, заради тоа што ВМРО ДПМН вели, кога вашите се болни, ние нема да функционираме како пратеници кои имаат задача да бидат присутни, туку ќе ви бегаме од пленарна седница, иако ќе се подпишеме дека сме присутни. Тоа не е во ред. Истото, сега јас веќе не знам дали законот од кој зависи финансиската поддршка на илјадници фирми во сред пандемија, е блокирана, меѓу другото, заради вакво однесување во мнозинството. Пари кои Македонија може да ги добие од Светска банка, од ЕБОР или некој од другите финансиски институции, се блокирани со такви бесконечни дискусии. Господја Шекеринска, премиерот Заев вели понудена рака за ВМРО ДПМН, но со Мицковски нема разговор. Ке чекате прво промени на лидерската позиција во најголемата опозицијска партија? Како вие тоа го замислувате? Вие ќе
го избирате новиот председател на ВМРО-ДПМН? Секој пат кога ваш колега ќе ме прашал за состојбите во ВМРО, сум го кажала тоа што навистина вака интимно многу не прашувам за состојбите во ВМРО. Јас ви кажувам, тоа си е нивна работа. Со Мицковски не преговара. Председател на ВМРО е? Ама тој е председател на ВМРО-ДПМН не од вчера. Со ВМРО-ДПМН е под раководство на Мицковски. Ние се трудиме да направиме некој пристоен начин на разговор, па и соработка по некои прашања, веќе колку? 2-3 години. И тоа е неуспешно. Јас ќе ви го кажам конкретниот пример, што мислам дека е вака највидлив. Попис. Легитимно е ВМРО-ДПМН да мисли дека законот треба да биде поинаков. Во ред. Легитимно е да поднесат амандмани. Во ред. Легитимно е да дискутираат и да се трудат амандманите да им бидат прифатени. Во ред. Некои ги прифативме. Меѓутоа, да имате закон за попис, изгласан, да е подготвена државата за попис, после колку? Речи си 20 години нереализиран попис и да дојдете во ситуација опозицијата да повикува на бојкот на пописот, тоа не можете да ми го аргументирате како ништо различно од партија и раководство на таа партија кој знае да каже само не. Ние во 2010 година како опозиција имавме исто забелешки на законот за попис. Дадовме амандмани. Не беа прифатени, критикувавме, не слуша. Во ниту еден момент. Ниту помисливме, ниту со пола збор повикавме некој да не учествува на пописот. Затоа што тоа е срамота. Не за државата. И за партијата е срамота да вика така. Господја Шекеринска, кога последен пат сте се видели или слушнале со вашиот колега, бугарскиот министер Каракачанов? Не можам да се сетам на вистина, многу одамна. Како ја доживеавте картата која појави во јавност за Сансеванска Бугарија, за вчера да видиме и голема карта на Македонија од владиката Агата Ангел? Дали со ова развиваме и го подигнуваме национализмот и во двете држави? Картата, објавена од страна на министерот за одбрана на Бугарија, ја доживеав како знак на неговата слабост. Кога немате што да кажете за денес, се вртите кон историјата. Кога нема што да понудите за граѓаните, за државата, за регионот, тогаш почнувате кавги. И јас не мислам дека во тие кавги треба да се влегува. Затоа што со тоа се навредуваат и иритираат соседите, не само Северна Македонија, а при тоа ништо не се постигнува. Мислам дека голем број од тие вести стануваат вести само заради тоа што кај нас многу голем третман им даваме. И затоа мислам дека тоа не треба да го правиме. Еве денеска, во тек на денешниот ден, беше објавена и предизвика медиумско внимание постот на истиот министер, кој што лицитира со тоа дека можно е некои политичари од ВМРО-ДПМН да имаат и бугарско државјанство, и тоа тој го коментира. Како што мислам дека не треба да бидеме маша или мегафон во неговите раце во други прилики, и сега мислам дека грешиме што му даваме толку голем медиумски па и политички простор. Вас ви изгледа нормално член на МПЦ да покажува карта на голема Македонија? Дека кога тоа ќе се реализира? Во право сте дека тој тип на размени на мапи се хранат меѓусебно. И како што не сакам да се мешам во работите на Бугарија, не сакам ни Бугарија да се меша во нашите работи, а и едните и другите да не се мешаме во црковните работи. Ама за тоа бара една пристојност која честопати некои колеги ја забораваат. Не мислам дека е тоа тема со која многу треба да се занимаваме. Неколку дена претходно бугарскиот претседател ги собра на иста маса безбедносните служби. Побара да бидат активирани во одбрана за наводно повредување на правата на бугарите кои живеат во Македонија. Дали е ова кршење на договорот за добрососедство или предизборен фолклор? И двете. Дефинитивно овие изјави, како и мапите и некои од другите настапи, не се во духот на договорот за пријателство.
и дефинитивно се стимулирани од предизборната кампања. И затоа мислам дека не треба ние да бидеме пиони во предизборните кавги и предизборните мегдани на соседна Бугарија. Јас не сум сретнала некој историски пример дека разузнавачите на било која земја решиле проблем со човекови права во било која друга земја. Често пати во својата земја ги кршеле правата на граѓаните, но нови права не освојувале. Министерке, десетина луѓе беа одбиени за безбедносен сертификат на НАТО. Дали може би ова е добар знак дека треба сериозно да се прочистат дел од институциите со луѓе кои до вчера биле блиски до КОС, УДБА? Не би ги носела заклучоците така лесно, затоа што има различни основи поради кои некој може да не добие или да биде одбиен НАТО сертификат, бидејќи има две различни работи се тоа. И во некои ситуации можеме да носиме заклучоци, ама тоа би значило дека треба и постапки, доколку некои луѓе во нашите безбедносни структури или низ државата работеле за туѓи разузнавачки служби, тоа не значи само дека треба да не добијат сертификат, тогаш може да се процесира друг тип на одговорност за нив. Меѓутоа, во најголем број случаи не станува збор за такво нешто, туку станува збор за ризик кој НАТО не си го дозволува, особено во услови на нови земји членки. И ова е прашање кое што се случувало или процес кој се случувал во сите земји, дури поголем број на луѓе знаеле да бидат, бројката не се базира, повеќе се базира на чувство ваше, еве во медиумите како се шпекулира, отколку на точна состојба. Јас колку што знам, а не ги знам сите податоци, таа бројка не е толкава. Меѓутоа има различни бројки во различни ресори, бидејќи не се само безбедносните служби. Добро, ама сепак тоа фрла некаква дамка врз државата и врз луѓето. Знаете како, зависи од ситуација до ситуација. Не фрла дамка, заради тоа што да фрлало дамка, оваа држава немала да добие пристап до НАТО документи. Знаете како, денеска многу гласни, со лажни обвинувања, се луѓето поради кои оваа држава не влезе во НАТО, па не доби ни пристап до НАТО документи. И тешко е да бидат кредибилни нападите нивни кон нас кои ја донесовме државата во ситуација да има пристап до НАТО класифицирани информации. Тој пристап не ни го дале затоа што сме им симпатични, туку затоа што сме ја заслужиле нивната доверба. И таа доверба со овој процес не е нагризана. Напротив, сите процеси кои завршуваат со доделен, недоделен или одбиен сертификат не се резултат на НАТО, туку се резултат на заедничка работа на нашите институции и НАТО. И точно е, еден дел од овие процеси ќе ни помогне да извршиме, како велиме, по-целосно прочистување на различни структури во општеството. И треба да го гледаме како шанса, а не како инструмент некого да оцрниме, некого да пофалиме или некого да поплукаме. Ви благодарам за издвоеното време и за гостувањето во Тренинг. И благодарам и вас на поканата. Почитани гледачи, следете интервју со министерката за одбрана Радмила Шекеринска, а по кратката пауза продолжуваме со следниот соговорник за ова издание на Тренинг, а тоа е почитуваниот судија Владимир Туфекџич, кој беше дел од судскиот процес кој се водеше против Сашо Мијалков, Таргет Тврдина. Македонското судство подолг период е под диоптрија на македонската јавност, особено откако се реализираше, односно се обелодени аферата прислушување. Токму од аферата прислушување произлегува многу судски процеси. Еден од нив заврши. Тоа е Таргет Тврдина. Екс-директорот на УБК Сашо Мијалков беше осуден на 12 години затвор. Во вечерашното издание на Тренинг, мој соговорник е почитуваниот судија Владимир Туфекџич. Господине Туфекџич, зошто за миг го изгубивте гласот за време на судскиот процес, односно при носењето на судската пресуда за Сашо Мијалков? Гласот секако не е загубен поради некаков страв, затоа што да имало такво нешто, тоа ќе било евидентно и во текот на целата таа кривична постапка, која следел таа кривична постапка, може слободно да заклучи дека
апсолутно тој судечки совет ја водеше постапката многу компактно, делуваше значи како еден компактен тим, така да тој момент беше евидентен како проблем кој предходно го имав со маската, така да. Убедени сте дека тоа беше вистинската одлука која беше донесена? Па видите, ние како совет сметаме дека нашата одлука е правилна и праведна. Дали е таа вистински правилна и праведна, дали е одмерена соодветна казна за обвинетите, тоа се прашање на кој одговор ќе дадат повисоките судови, вклучително и прашањето дали за некое кривично дело во меѓувреме настапила застареност на кривичното гонење. Тоа се прашања за кои ќе се произнесе повисокиот суд. Ние одлуката ја донесовме едногласно и тоа беше нашиот пристап во тој предмет од самиот почеток. Господине Туфекџиќ, зошто господинот Мијалков избега? Дали обвинителството задоцни или можеби навремено побара затворски притвор за екс-директорот на УБК? Ние и во самата објава на пресудата видовте и самите дека објавата на пресудата беше малку несекојдневна со поделена улога на двајцата судии. Ние тој дел особено го потенциравме и го нагласивме дека бараме спроведување на независна и непристрасна истрага, која ќе ги утврди сите релевантни факти, независно од тоа дали во таа работа се инволвирани лица од државните структури, безбедносните структури, судството или обвинителството. Така да тие треба да го дадат одговорот што точно се случило. Затоа и ние бевме резервирани и во самата објава воопшто не шпекулиравме со оној поим бегство, туку го дефиниравме како негова недостапност за кого е за лице, за кого е распишана централна и меѓународна потерница. Господине Туфекџиќ, не ви изгледа помалку индикативно да рече си поминаа 2 недели по бегството на Мијалков, најавија надлежните институции најавија целосна истрага кој тоа се потврлил за да им се случи таков крах. И сега сме ни на небо, ни на земја. Чекаме. Точно е дека се стекнува печаток, дека се случило нешто несекојдневно, се случило нешто што до сега не се случило. Точно е опште впечатокот дека наеднаш лицето се појави. Меѓутоа, сето тоа одговорите зошто и како треба да ги даде независната истрага. Дали обвинителството ви приложи доволно докази и ви даде доволно информации дека имаат индиции дека Мијалков ќе се даде во бегство? Јас, прво, ние како судечки совет не постапуваме како истражен орган. Значи, надлежното јавно обвинителство, нас како судечки совет, со ништо не ни најави дека постојат индиции или постои опасност од бегство на лицето. Така да самиот крај на кривичната постапка беше сосема коректен и во рамките на она што беше претходно договорена и зацртана динамика како завршни зборови. Така да ако јавното обвинителство имало некакви сознанија, а не нашло за сходно да ги сподели, значи, со судечкиот совет, тоа е реална проценка на јавното обвинителство. Кои се кртовите во судството? Оние поврзани со Мијалков или делоделителите на правдата кои сега важат блиски до актуелната власт?
не би можел да ви одговорам на тоа прашање дали воопшто има кртови во правосудството. Затоа што и ова прашање дали имало логистика од редовите на судството, како одговор треба да го даде независна истрага. Меѓутоа, вие велите, не би можел да кажем дали има кртови во судството. Јавноста беше информирана, беше сведок на оние прислушувани разговори во кои можевме да слушнеме дел од комуникација меѓу ваши колеги со високи членови од тогашната извршна власт. Се говореше за Сваровски судство, за Кацарска судство се говори. Да, меѓутоа не можеме тој дел да ставиме знак на равенство со ова што конкретно се случи. Значи овде имаме сега имаме конкретна истрага. Која трае, не? Какво е влијанието на политиката во судството? Политиката секаде, не само во Македонија, секаде и во други земји се обидува да воспостави контрола на правосудниот систем и на судството воопшто. Меѓутоа, поентата е во тоа колку ќе се воспостават механизми да тоа се оневозможи. Например, јас лично не можам да прифатам, за мене е лично неприфатлива онаа политичка еуфорија и политички триумфализам кој се случи по објавата на пресудата Таргет Тврдина. Ние не направивме ништо што е невообичаено, што е надвор од законот. Ние почнавме и завршивме една кривична постапка. И немало воопшто никаков простор за политичка еуфорија и политички триумфализам. Меѓутоа, се учиме и на оваа работа, веројатно, нашите политичари ќе сватат дека кога се работи за судството и за правосудството, ќе мора понекогаш да ги артикулираат тие своји потреби, да од секое нешто што се случува во судството, особено судски одлуки, да направат обид да политички поентираат, односно да направат политички капитал кој во конкретниот случај фрли сенка на самиот судски процес. Меѓутоа, тоа е веќе работа на политичкиот пиар, тоа не е моја работа. Последниот збор во судницата во еден судски процес го има судијата. После одлуката на судијата нема простор од политички триумфализам и тоа е единствениот начин да ние ја задржиме независност. Во ваш мандат донесовте пресуда за згаснување на една телевизија, А1 телевизија, случај Пајачина. Бевте дел од судскиот процес Монструм. Калдерма, агент. Дали македонските суди и вие лично априори ги земате доказите од обвинителството? Прво морам да ве коригирам, судот не донесе никаква одлука за згаснување на телевизијата, А1 конкретно, туку водеше конкретна постапка према лица кои во фаза на истрага беа осомничени. Мојата улога беше како истражен судија, така да јас не сум имал никаква ингеренција да носам одлука за згаснување на телевизијата, а вашите колеги новинари знаат дека во текот на постапката, по моја иницијатива и по барање на вработените од А1 телевизија, неколку пати сум носел одлука да се одмрзнат жиросметките за да вработените може да примат плата, бидејќи сметав дека тоа е коректно. Ве прашав во делот на дали судијата априори ги зема одлуките. Ние постапуваме согласно законот врз основа на доказите кои нас ни ги презентира, односно ни ги доставува застапникот на обвинениот, односно обвинител.
Меѓутоа целите тие кривични постапки кои вие ги набројавте, во ниедна од тие постапки ќе не се доведе во прашање доказите, силата на доказите и нивната веродостојност и валидност. Дури на крајот на секој од записниците, колку што јас се сеќавам во фаза на истрага, самите обвинети јас ги запрашав дали имаат некакви забелешки или приметби на водењето на постапката. Ниту еден од нив немаше апсолутно никакви забелешки и приметби ниту на судот, ниту на мене како судија, ниту воопшто на начинот на водењето на постапка. Господине Туфекџич, што треба да се направи во однос на најавениот ветинг во македонското правосудство? Па ние во македонското правосудство прво треба да ја допреме суштината. Кривичниот суд, самите сте сведоци дека е најтранспарентен и најотворен суд во државата. Судењата се јавни и транспарентни. Во најново време завршните зборови и објавата на пресудата одат директно се пренесуваат и тоа е огромна одговорност и товар за судот, затоа што испорачувате нешто према широк аудиториум. Меѓутоа, ние треба да ја допреме суштината, а суштината е во имплементацијата на постоечките закони. А тоа значи имплементација на истражните центри, имплементација на стручен кадровски и технички потенцијал како логистика на судиите и јавните обвинители, имплементација на снимањата на сите судења, имплементацијата на стенограмот како начин на водење на главната расправа која предпоставува обука и стручни луѓе кои тоа ќе го работат, бидејќи сведоци сте дека денеска ние ги водиме записниците на оној класичен начин каде што судијата губи огромна енергија и концентрација да провери дали се е внесено во записник. Академијата за судии и јавни обвинители мора да воведе еден нов модул на континуирана обука на судиите и јавните обвинители, кој ќе значи мотивација за сите судии и јавни обвинители во текот на целата година да учествуваат во едукативниот процес, а не како што е денеска случај да тоа се сведе на прост математички збир на собирање на минимум часови за обука, што значи ние мора да се посветиме на суштината. Онлайн судењето, дигитализацијата, тоа е надградба. Ние мора пред се да ја создадеме базата, па тогаш да пристапиме кон реформи и тогаш да доградуваме и надградуваме нешто што веќе постои. Ние имаме проблем со имплементацијата. За каква е ефикасност на судството ние може денеска да говориме ако јавниот обвинител запре со постапување во сред истрага во капитален предмет, говорам, затоа што нема финансиски средства за сложено вештачење. Може ли да се направи селекција на судии кои не се во замешателство со одредени центри на моќ, со луѓе од подземјето? Очигледно таа спрега помеѓу политичарите, бизнисмените, мафијата и судството не може да им се скратат пипците. Тешко ви е ова прашање. Ова е прашање кое се заснова на предпоставки. Ја лично сметам дека тоа е прашање на кое треба да се посвети внимание, да посветат надлежните органи. Се друго би било на ниво на шпекулации. Многу незаквално е да на некого се залепи етикета дека има било каква конекција со некого. Значи, тоа е денеска на ниво на чаршински муабет, меѓутоа сето тоа треба да го докажете со факти и со докази. Господине Туфекџич, секој судија има свое гранапче. Знаете на чија е оваа изјава? Некаде ја прочитав таа изјава. Ова е констатација на поранешниот председател на Кривичниот суд, Добро. Владимир Панчевски. Добро.
Со него влеговте во трка за председател на Кривичниот суд, вие се повлековте и тогаш меѓу другото изјавивте Владимир Панчевски треба да се тргне од Кривичниот суд за да се врати авторитетот на Кривичниот суд. Се наметна и се отворија други прашања кои фактички беа дефокус на самиот процес за избор на председател. И јас се одлучив да се повлечам затоа што сметав дека не е добро да учествувам во процес каде што самите сте сведоци дека почна како да кажам еден меѓусебно поднесување на кривични пријави и така натаму и така натаму. Господине Туфекџич, ако во времето на Панчевски бил руиниран авторитетот на Кривичниот суд, за кој вие велевте дека Панчевски ако се отстрани од Кривичниот, тогаш Кривичниот суд ќе го добие ќе го врати својот авторитет и углед. Како денеска според вас изгледа Кривичниот суд? Како функционира? Па Кривичниот суд од тој период до денеска функционира малку, како да кажам, функционира порелаксирано во смисла на тоа дека во тој период кога беше председател Панчевски се случува и X други работи кои влијаја значи на самиот АКМИС системот. Така и се случува многу работи кои влијаја на самиот амбиент внатре во судот. А денеска веќе имаме еден амбиент каде што немаме такви тектонски пореметувања и потреси кои би можеле да се пренесат како еден негативен амбиент и атмосфера во самиот суд. Во текот на разговорот споменавте дека секаде во светот скоро судството е под некаков чадор на политиката. Така. Прашањето ми е зошто македонските суди, не сите, но дел од нив не може да одолеат на политичките и бизнес влијанија? Па ја не знам дали они можат или не можат да одолеат. Јас знам само едно, дека политичкото влијание е секаде присутно. Меѓутоа, поентата е да тоа се сведе на една разумна мера, на една, како би кажал, на една примерна граница. Да то биде во граница на пристојност. Не може да секоја одлука судска или било што да се случува во правосудството, да политичарите тоа го ефектуираат низ форма на своји лични политички поени. Тоа е одговорот. Господине Туфекџич, во Македонија во еден период се заговараш или се протежираш идејата да нема судир на интереси семејни, роднински, пријателски при носењето на судските пресуди. Ден денеска е тоа така. И ден денеска е тоа така и во таа смисла се запазува она законска форма да едноставно она што законот го пропишал. Тука се препознавате и вие, претпоставувам. Апсолутно, да, и ја тоа не го кријам, тама работа. Тоа се секој човек има своја животна проекција и свој животен правец. И не може затоа што му е брат или сестра судија во некој друг суд да тој се откаже од својата судиска кариера. Јас за себе одговорно тврдам дека при моето постапување во конкретни предмети, од кои повеќето биле предмети на зголемен интерес на јавноста, како што се Пајажина, Монструм, Метастаза, Агент, никогаш досега не ми се случило да имам телефонска интервенција од ниту еден политичар. И тврдам и ден денеска тврдам дека тоа така. Тоа е така.
Poštovani gledalci, sledujete intervju sa počitovanjem od sudija Vladimir Tufekčić.